10 улици во градот ќе добијат асфалт. Денеска во општината Кочани беше подпишан договор за асфалтирање на улиците. Договорот го подпишаа градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски и генералниот директор на компанијата Euroink од Гевгелија. Денеска го имам задоволството како градоначалник да ги подпишеме договорите за реализација на делот од кредитот кој што го имаме склучено како општина со Светска банка за асфалтирање на 10 улици во градот Кочани, 10 улици кои што на граѓаните на општина Кочани им се познати повеќе пати и кои што се опфатени со овој договор. Изведувач на работите е компанијата Euroink од Гевгелија, една солидна куќа која што победи на меѓународниот тендер и со која што денеска го подпишавме договорот. Очекуваме дека предвидениот рок од 9 месеци, сметано од денот на подпишувањето на договорот, ќе биде испочитуван, дури имаме навестување дека и ќе биде скратен. Сакам да напоменам дека, бидејќи се работи за сериозна работа во градежниот дел, односно за доста голема работа за општината Кочани, имаме посебно распишено тендер и на тендерот победи надзорот кој што има специјално задача за надгледување на оваа работа, односно контролирање на оваа работа која што ја наговестив. Сегашната вредност за 10 улици е 54 милиони и 300 илјади денари. Очекуваме дека целокупниот износ ќе биде потрошен и за останатите 3 улици кои што ги имаме, меѓутоа дури после завршувањето на работите, што ќе биде во зависност од квалитетот на работите и роковите за завршување на работите и во координација со Светска банка да се потрошат сите 61,5 милион денари. На меѓународниот тендер за изградба и асфалтирање на 10 улици, компанијата Euroink од Гевгелија даде најдобра понуда. Овој договор исто е така од голема важност и за нашата фирма, која постои повеќе од 25 години на македонскиот пазар, па и пошироко. Броиме околу 100 вработени лица, досега секој пат со позитивен финансиски обрт. Имаме голем обрт на механизација и веруваме дека квалитетно, успешно, навремено ќе го завршиме проектот изградба на 10 улици со потпорни зидови и атмосферска канализација во општина Кочани. Со помош на локалните институции, со помош на општина Кочани и државните институции ќе бидат сите навремено известени за сите градежни активности, ќе се почитува строго правилата и законите за безбедност и здравје при работа, како и законот за животна средина, за чувување на животна средина. Наша задача ќе биде да ги имплементираме сите стандарди во градежништвото, значи наша задача посебно ќе биде да го пратиме изведувачот во нивната работа. Имаме сериозна лабораторија за таа работа, која што ќе биде скоро секојдневно на терен. Сакам да кажам дека нашето искуство ќе го споделиме исто со изведувачот, доколку настанат некои грешки, ние ќе ги коригираме и се надеваме дека ќе ги задоволиме стандардите и барањата од договорната документација, а се разбира во интерес на општината Кочани. Со средствата ќе се асфалтираат улиците во вкупна должина од 3,9 километри, и тоа десниот и левиот крак на улицата Орце Николов, потоа на Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, македонска разловечко востание и 15-ти македонски корпус, како и улиците Пиринска и 554 во Прокарка и Јанка Стоименова во Оризари.